11 минути по 8 часот го стартуваме и вториот дел од Македонија наутро, 26 целзиусови степени во овој момент во Скопје, меѓутоа она што реално се чувствува малку повеќе, односно околу 30 на Целзиус. Температурите и топлото време, актуелна тема викендов, која што ќе трае некаде до септември, затоа и во овој наш прв разговор утрово ја повикавме раководителката на итната медицинска помош, госпоѓа Анита Димовска, со цел да дознаеме како изминало минатото деноноќие, меѓутоа какви интервенции имале за време на викендов, што поради високите температури, што и по останатите интервенции кои што ги имаат екипите на брзата помош, секако за се она што го исполнува нивниот обем на работа, но и предизвиците кои што веќе сите ги знаеме, дознаваме во продолжение. Добре ни дојдовте и благодарам што секогаш издвојувате време за Македонија наутро. Добро утро пред се до вас и до вашите гледачи. Пред да го започнеме разговорот, би сакала да изразам едно длабоко жалење за заменувањето на уште една македонска музичка легенда која што остави длабоки траги во македонската музичка сцена. Токму така. Овој викенд мислам дека ја стартувавме практично оваа тешка сезона, посебно кога станува збор за спиењето, меѓутоа и генерално ни дојдоа практично оние температури кои веќе за денеска и за утре се најавени околу 40 на скалата на Целзиус. Како измина овој викенд и со што се соочивте практично со интервенциите? Со почетокот на календарското лето од 21 јуни наваму фактички започна изголемувањето на температурите. Се соочуваме поготово овој викенд, земајќи го и петок како почеток и старт на викендот до недела, до утринава, се соочуваме со работа на екипите на терен на отворено, во најголем дел на отворено, што значи дека и во работниот петок, меѓутоа и за време на викендите, особено во сабота, најмногу интервенции со кои што се соочи службата на отворено, тоа се колапси на јавни места. Секако дека тоа се припишува најмногу на високите температури и топлото време, кои што сами по себе доведуваат до една состојба на пат на крвниот притисок, на пат на гликемијата, односно нивото на шеќер во крвта, на препотување како симптом тахикардија и во крајен случај губење на свест на оној на кој што нели му е лошо. Во тек на викендов службата се соочи со во просек 60 интервенции на терен, меѓутоа тоа не значи дека се само тие 60 повици, имаме многу повеќе. Во просек околу 200 јавувања за 24 часа, секако дека докторите на телефон мора да прават селекција на оние повици на кои што сме навистина потребни, за со оние малку екипи што ги имаме да може да се постигне секаде каде што е навистина најпотребно, како што е во случајот колапсите на јавни места, каде што веднаш мора да се излезе на терен и да се пружи прва помош. Секако дека тука не изостана и сообраќајните незгоди, кои што морам да кажам дека ги имаше 5 до 6 за време на викендот. Последната беше во раните утрински часови утрово. Уште го немавме исходот од тоа колку имаше повредени и како. Меѓутоа, најчесто овие сообраќајни незгоди се со локациски на периферијата на градот, односно предпоставувам таму каде што нема сейф-сити, односно камери на безбеден град. Меѓутоа, полесно повредени, се надевам дека нема да имаат последици по здравјето на повредените. Кога сме кај сообраќајот, дефинитивно е намален бројот на секојдневните сообраќајни незгоди на територијата на град Скопје, токму поради Safe City системот. Меѓутоа, колку всушност овие високи температури знаат да намалуваат концентрацијата и всушност да бидат причина за дел од невниманието или намалената концентрација на возачите и учесниците генерално во сообраќајот? Апсолутно сте во право. Значи, има влијание високата температура на самата концентрација и на возачите, со оглед на тоа што како симптоми ги кажав и може и затемнување да дојде, губење на свест, така да пат на концентрацијата, со тоа препотување, пат на гликемија, а знаеме дека мозокот се храни само со шеќер, ако тој недостасува во мозокот, значи апсолутно доаѓа до пат на концентрацијата и до несакани последици. Така да ги припишуваме оние сообраќајни незгоди. Искуството и во минатите години покажало дека во летниот период, кога да речеме и градот е полупразен, поготово во јуни знаеме дека доста голем дел од населението користеше годишни одмори од надвор од градот, сепак има, можам да кажам, иста бројка во однос, пример, да кажеме во минатите години, и тоа се припишува најчесто
на патна концентрација како последица од високите температури. Секако дека морам да напоменам, не се исклучени и викендов интервенциите кај алкохолизирани лица на јавно место, кои што и како е контраиндицирано во овој период, нели во овој летен период, кои што алкохолот, поготово жестоките пијалаци, го намалуваат дополнително крвниот притисок, доаѓа до една вазодилатација, пат на притисокот и до сите оние несакани последици. Истите тие пациенти се однесени до клиниката за токсикологија. Каде е пикот во летниот период? Во кој месец? Јуни, јули, август на најмногу интервенции од ваша страна? Со оглед на тоа, рековте, располагате со мал број на екипи. Не очекува разладување, меѓутоа повторно ќе ни се вратат топлотните бранови. Правите ли некакви подготовки посебни? Така, подготовките се во однос на секој период од годината знаеме кој тип на работа не чека. И колапсите на јавно место во овој период, па можам да кажам и во сите 3 месеци, ви кажав, тоа не зависи од тоа колку е празен градот и колку не е празен градот, затоа што оние кои што се останати во градот, земајќи ги во обзир и оние повозрасни над 60 години, кои што излегуваат од дома, кои што се малку некритични, не за сите, сигурно тоа не важи за сите, кои што се некритични за своето здравје, излегуваат во оној пик на времето од 11 до 17, каде што препорачуваме да се седи дома и да не се излегува кога не мора, освен или во работните обврски. Така да најчесто ни се тие како дел од работата кој што треба итно да им се пружи нега. Најчесто тие се хронични болни на кои што им треба редовна терапија. Тука еден апел да пред да се излезе, пред да се земе она најчесто и антихипертензивна терапија, да се премери притисокот, бидејќи со прекумерно потење од високата температура знае да падне притисокот и со дополнителната терапија да направи дополнителна компликација. Значи внимателно и со терапијата, внимателно и со времето кога се излегува, а и со облеката која што се носи на вакво време. Ова се советите кои секоја сезона всушност ги слушаме, меѓутоа кој најмногу страда реално од високите температури, веројатно како и за сите други работи секогаш се децата и највозрастните. Во она највулнерабилна група, најранлива категорија на население, тоа се децата, велиме до 6 годишна возраст, но јас би ја пролонгирала таа возраст, трудниците, хроничните болни и возрастните над 60 годишна возраст, каде што особено на децата треба да се обрне внимание како дел од она население за кое што голем дел од родителите мислат дека не е ништо, дека сонцето е корисно, дека најголем дел нели тие деца се и по плажите овој период иако е топло. Апсолутно, децата се најмногу подложни на една дехидратација за многу брзо време, бидејќи најголем дел од телото на детето ја сочинува водата, доаѓа до губиток на нормалните функции, најмногу страда мозочето на тоа дете, така да со сите тие последователни компликации, особено внимание треба да обрнеме на децата. И сега се воведува нов модел на итната помош во Скопје, во главниот град, со посебен центар, нов софтвер, меѓутоа кои се новитети се вклучени во? Така, пред 2 недели помина информацијата на владина седница за осамостојување на службата за итна медицинска помош на предлог на Министерството за здравство, за да оваа служба биде како една голема институција во моментот како дел од јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје, како и во другите центри на Балканот првично и во Европа, да биде самостална институција која што независно од било која друга институција ќе ги врши своите дејности и функции. Тоа се прави најмногу за подобра координација на работата на службата и се предвидува, значи тоа е еден поголем проект кој што нема да оди преку ноќ, туку се предвидува, знаете, во постапка веќе во завршна тендерска постапка се набавката на оние најавени 100 возила кои што треба да пристигнат. Тоа се за цела држава. Меѓутоа, согласно со тоа, исклучително е потребно големо вработување, значи од поголема бројка во службата, бидејќи поголем временски период на вистина го буриме со кадар, како со медицински, така и со возачи, како дел од новиот модел и млади
секако кој што Па мислам дека ќе ќе го привлече. започнат. Значи досега имавме голем дел од докторите кои што одеа на специализација доделена од Здравствен дом Скопје, која што ги имаше буквално сите специјалности освен ургентна медицина, која што е единствена, да речам, специализација која што ќе ги врзе младите доктори да останат во оваа служба. Бидејќи не е лесна, меѓутоа има голем дел млади ентузијасти од доктори кои што сакаат, им се допаѓа работата, бидејќи доаѓаа кај нас на 6-месечна пракса и така да има еден дел кој што навистина ја засакаа работата и сакаат да останат во оваа служба и штета е да тие млади доктори не ги искористиме. Во однос на тој проект не чека многу работа, значи не е така едноставно тоа одвојување, меѓутоа се планира веќе од 1 јануари 2027 тоа да биде формално одвојување, со потоа постепено, нели, како ќе оди тоа поред со сопствена институција, со правна служба, со финансии и така во натаму. секој случај ќе ги подобри условите и за вас како вработени, меѓутоа и за граѓаните на кои што им Се надеваме. На прво место ни се граѓаните, за да немаме со нив нели никакви конфликти во однос на пристигањето на службата за итна медицинска помош и нашите услуги, а секако дека очекуваме да се подобрат и условите на нашите вработени кои што деноноќно работат во оваа служба. Благодариме многу за денешното гостување. Се надевам дека сите овие предизвици кои што ги имате години наназад ќе се надминуваат и како и секогаш ќе одговорите на секоја потреба од секој граѓанин. Ви благодарам и вам за поканата.